вечер. Започнуваме со втората сезона од дебатната емисија Отворено, дебатна емисија во која прашањата ги поставуваат граѓаните. И во текот на оваа сезона ќе организираме дебати со политичари, експерти, представници на граѓанското општество, познавачи на состојбите за прашања од интерес на граѓаните, само со една цел: да дадеме гласност на вашите ставови, да ви дадеме можност со вашата активност да покажете во какво општество би сакале да живеете. Темите за секоја од емисиите на Отворено ќе можете да ги најдете на профилите на Отворено на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Вие можете да учествувате во оваа емисија на тој начин што на профилите на Отворено ќе се пријавите со вашето прашање, таму ќе го најдете формуларот за поставување на прашање, или ќе се јавите на телефонскиот број 077 508 843. Се што правите после тоа е чекате да ви се јавиме и да го организираме вашето присуство овде во студиото. Втората сезона од Отворено ја почнуваме во момент кога светот се преструктурира за да одговори на терористичките напади за никогаш повеќе да не се повтори она што се случи во Париз, а ние во Македонија се обидуваме да излеземе од политичката криза во која сме веќе неполна година. Патока за тоа веќе имаме преку договорите кои ги подпишаа сите политички фактори во јуни и јули, преку исполнувањето на договорот од Пржино, но додека тоа да се случи, ќе треба да се исполнат уште многу работи, главни, тука се 5 реформски приоритети и да се направи се да се обезбедат фер и регуларни избори на 24 април. Последните две работи се услов на Европската комисија за одмрзнување, односно повторно активирање на препораката за Македонија за отворање на преговорите за членство во Европската унија. И што сето ова значи за македонските граѓани. Почитувани граѓани, добро вечер и ве охрабрувам во секој дел од оваа дебата да се вклучите со вашите прашања или со барање за објаснување на она што ќе го слушнете од нашите вечерашни панелисти. А вечерва ќе разговараме со Ермира Мехмети, пратеник од ДУИ и раководи со Комисијата за европски прашања, господјата Лидија Димова, пратеник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, раководи со Националниот совет за европски интеграција, и господинот Александар Јовановски, Институт за европска политика, институт кој многу темелно и детално ги следи извештаите на Европската комисија и на некој начин објаснува што е тоа што се бара од оваа држава после секој извештај за да се исполнат приоритетите, односно да се подобрат оценките кои што ги добиваме од година во година. Условената препорака ја замрзна Македонија на патот кон Европската унија. Тоа е вашата формулација во обидите да дешифрирате дали се работи за препорака или се работи за нешто што не е препорака, а може да биде по изборите на 24 април. Значи условот се итните реформски приоритети, 5 на број и фери демократски избори. Назадување во политичките критериуми, правосудството, слободата на говор, управувањето со јавните финансии. Во оваа емисија ќе видиме што за сето ова има да кажат граѓаните, односно кои се нивните прашања и зборуваме само во нивен интерес, односно објаснуваме колку што можеме. Прв прашање поставува Константин Битраков. Ви благодарам. Она што јас би сакал да го прашаме во основа, она што веројатно секој граѓанин во држава го интересира, имајќи го предвид развојот на настаните уназад неколку месеци, а тоа е дали сметате дека специјалниот обвинител како институција ги има потребните овластувања, особено потребните ресурси за откривање и за на крај конечно разрешување на сите овие потенцијални криминалитети за кои што слушнавме? Значи, специјалниот обвинител, кој што е исто така дел во препораките и во годинешниот извештај, да се овозможат сите ресурси за напречена работа на специјалниот обвинител. Ермира. Па, јас мислам дека специјалниот обвинител, односно институцијата, специјален обвинител ќе биде своевиден предизвик за нас како општество, како држава, како политичка елита. Ова е прв пат да се основа една таква институција во услови кога всушност сите, да речеме, независни институции или организми имаат констатирано еден сериозен регрес и еден пад во тие демократски критериуми и демократско функционирање на институциите. Особено ако на ова се додаде и
нели последниве наоди во кои што се содржат во извештајот за напредокот, кои што говорат за всушност по прв пат потврдуваат на свој начин дека не станува збор за некакви монтирани снимки или лепења или сечења на разговори, туку напротив се говори за наводни злоупотреби на власта од страна на носители на јавни функции. Мислам дека јавниот обвинител ќе биде соочен со еден многу голем сериозен предизвик и во исто време очекувањата на јавноста, на граѓаните, на сите оние чинители, но не само чинители, туку и најобични граѓани, од исполнувањето на таквите предизвици и одговорности ќе бидат сериозни. Ние го гласавме со консензус во собранието законот за јавниот обвинител. Таму мислам дека доста јасно и прецизно се утврдени неговите, односно нејзините веќе надлежности и можности. Се разбира дека таквата институција ќе биде соочена со многу обиди за обструирање на работата. Прашањето е всушност практикувањето на тие овластувања, дали ќе биде возможно? Јас сакам да верувам и се надевам дека како дел од, затоа што и оваа институција е дел од договорот од Пржино. Не очекувам дека сите вака рамнодушно и широко градо ќе ја прифатат нејзината функција и нејзиното функционирање фактички, но мислам дека како дел од нешто поголема, тоа е договорот од Пржино и очекувањата, односно препораките содржани во извештајот, таа ќе мора да ќе мора повторно со голема помош на меѓународниот фактор или сметате дека има и во нашата политичка гарнитура капацитет тоа да го разберат? Па мислам дека природата на овој процес воопшто градењето на демократија после 2001 година во Македонија е пропратена со една интензивна меѓународна поддршка и олеснување. Природата на нашата политичка криза во која што се наоѓаме од почетокот на оваа година дополнително ги сложи односите помеѓу политичките партии, но не само помеѓу партиите, туку воопшто во сите односи, да речем, во државата. И мислам дека улогата на меѓународната заедница како поддршка на процесот е неминовна и е суштествена всушност. Господи Имало, повелете специјалниот обвинител. Значи, ако се зависи кои се вашите очекувања. Ако ние мислиме дека ја воспоставуваме една нова институција, која треба тука да постои 5 години, ако почуваме од почеток ова институција да ја развиваме, во тој случај би била јас скептична, како што веројатно сте и вие кога го поставивте прашањето. Меѓутоа, факт е дека во самиот извештај на Европската комисија се гледа дека не се почнува од нула. Значи, прво, имаме обвиненија. Ние знаеме дека, се согласувам со Едмира сосема, дека во извештајот веќе е констатирано дека нема монтирани, нема лепени, дека и се знае дека дека има масовно прислушување на над 20.000 граѓани во државата. Тоа е веќе прифатено како појдовна основа. И од тука сега се прават напори практично да видиме од каде се случувале, зошто се случувале, кој е бројот на луѓето кои што се прислушувале и која била потребата да се направи една ваква масовна операција. Од гледна точка на тоа дали имаме доволно капацитет, дали ќе има доволно капацитет специјалната обвинителка, и ако го споредите тоа со 20.000 луѓе прислушувани, тука веќе има простор за сомнеж. За да можете сето тоа да го isprocesirате, веројатно ќе ви биде потребен и време, и ќе ви биде потребен и човечки кадар и потенцијал. Меѓутоа, мислам дека треба да и дајме прво известно време, да видиме до каде ќе стаса, па веројатно ќе има и корекции како ќе се движат незиното напредување. Затоа за мене поставувањето на специјалната обвинителка, јас повеќе не го гледам како воспоставување на нова институција, туку го гледам како владење на правото. Практично, она што е веќе констатирано во извештајот, како да дојде до некаква разрешница. И од таа гледна точка мислам дека
дека би требало да бидеме малку позитивно настроени во однос на нејзиното работење. Околу меѓународниот фактор. Една работа би сакала да биде кристално јасна. Ова сакам ја повторувам затоа што имам чувство дека во државата кај нас има неразбирање. Ако вие имате претензии да станете членка на Европската унија, мора да ви биде јасно дека како повеќе ќе одминува времето, колку поблиску вие ќе доаѓате до ЕУ, толку повеќе ќе ви се меша ЕУ во вашите домашни работи. Значи, и затоа и се измислени тие различни терминолошки дистинкции. Например, ние сме држава кандидат. Во моментот кој ќе почнеме да преговараме, веќе автоматски станувате вие држава пристапничка, значи acceding country. Чувствуваат потреба да ви дадат нов термин и тоа покажува дека колку повеќе се приближувате до Брисел, толку повеќе тие вас ќе ве слушат, толку повеќе ќе ве почитуваат, меѓутоа толку повеќе ќе ви се мешат во внатрешните работи. И не сметам дека е страшно тоа што меѓународната заедница ни се меша во внатрешните работи. Добро, сега не е ситуацијата дека ни се меша бидејќи сме многу поблиску, туку напротив бидејќи имаме проблеми кои што треба да ги решиме, а очигледно не можеме да ги решиме без. Апсолутно, ама тоа сакав да кажам дека не смееме ние воопшто толку трагично да го сватиме, туку и во процесот кој ќе напредуваме, треба да очекуваме уште поголема вмешаност. Александар? Добро вечер и од мене. Ние како Институт за европска политика веднаш по потпишувањето на политичкиот договор започнавме со мониторинги на политичкиот договор и на итните реформски приоритети. Свесни бевме дека првата главна одредница по тоа дали Македонија има капацитет да го спроведе она што веќе го договорила, беше именувањето на специјалната јавна обвинителка. Да не заборавиме дека само неколку дена по незиното назначување веќе се соочи со покрупни проблеми, или прво во Советот на јавни обвинители, потоа и на Собранието им му требаше поприлично време да го разгледа, да го одобри буџетот, но сепак ценам дека она што на крај излезе како исход е позитивен чекор во правец на обезбедување на целосна незина автономија и независност во процесирањето на случаите. Како што веќе јавноста знае, има побарано и првите статистички податоци, она што веќе јавното обвинителство го располага како материјали. Другиот сегмент за кој што сакав да продискутирам е насловот во еден од нашите брифови беше дали ова представува обструиран застој, дали некој во оваа земја покрај она што веќе е договорено и подпишано има за цел или има за не би рекол цел, скриена намера да го обструира нејзиното функционирање, бидејќи знаеме дека оваа институција ќе игра клучна улога во расчистувањето на се она што е наведено во прислушкуваните разговори. И само да се надоврзам на двете дами, да, Европската комисија оваа година, наспроти она што е наведено како наводни разговори, наводни случаи во црногорскиот извештај, прислушкуваните разговори се користат како извор на информации во опишувањето и утврдувањето на факти. Јавноста не беше благонаклонета кога Катица Јанева ја презеде позицијата специјален јавен обвинител, но сметам и според она што нашиот мониторинг бриф го покажува дека она успеа добро да се позиционира и во овај обструиран застој и успеа да го обезбеди она што и треба неа елементарно да започне со работа. Да, изгубено е поприлично доста време, бидејќи при крајот на септември требаше да започне конкретно со работа, но таа мотивација, тој нејзин ентузијазам кој беше неколку пати повторен и во јавноста, ни дава жилба за верба дека може до крај на годината да бидат донесени првите обвиненија. До крај на годината велите првите обвиненија. Дали е тоа временската рамка во која ги очекувате и вие? Мислам дека роковите се зацртани во законот и очекувањата се јавниот обвинител нешто да испорача до крајот на годината, барем некој сигнал или некое придвижување мора да се забележи за да покажеме дека институцијата функционира на тој начин да овозможиме да се поврати барем малку довербата на граѓаните во таа институција и во владењето на правото како некоја основна демократска норма во функционирањето на државата. Дали се задоволна од одговорот? Оно што јас би сакала да го расчистиме тука е нешто што можеби е впечаток во македонската јавност по објавувањето на извештајот на Европската комисија, а тоа е дека условот за обновување на препораката ќе бидат фери демократски избори.
Јас сметам, не знам дали ќе се согласите со мене, дека фер и демократски избори не се единствениот услов, дека треба да се направи на вистина голем напредок и во остварувањето на итните реформски приоритети кои што се наведени и во извештајот на ПРИБЕ и потоа ги соопштува Хан во документите на Европската комисија и повторени овде. Комесарот Хан рече не може се да се заврши секако, меѓутоа многу може да се направи. Директно ќе ве прашам вас, господја Димова, што може сега Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во рамките колку што е застапен во владата да направи за да се исполнат овие реформски итни приоритети, односно во колкава мерка? Каде гледате дека може да делува СДСМ? Значи, ние бевме поприлично јасни и прецизни. Ние се учествуваме во оваа влада толку колку што е потребно за да можеме да гарантираме или колку што можеме да дадеме придонес во спроведување на идни избори кои што ќе бидат во рамките на фер и демократски избори. Значи, тоа е единствената намера зашто сме ние тука. Дали тоа значи дека нема ни да се обидете да поправите нешто од сето она што беше забелешка во сите претходни обсервации? За голем дел од работите кои што се наоѓаат и во извештајот на ПРИБЕ, бидејќи имате министер за внатрешни работи, заменик министер за финансии и така. Она поголемиот дел од работите што се споменати во извештајот на ПРИБЕ и исто така во извештајот и на Европската комисија, значи, поголемиот дел од тие работи барат легитимна власт која што ќе се занимава со нив. Ако не е друго, од гледна точка на различните модели кои што може да се аплицират при решавањето на одредени проблеми. А за тоа вие мора да имате легитимно, да бидете легитимно избрани. Значи, сега ние во оваа власт учествуваме до тамера колку што ќе биде потребно за да можеме да гарантираме дека ќе има на 24 април дека изборите нема да бидат како што беа минатата година. Само една молба имам до вас да ја прокоментирате. Се надевам нема да ми замери господинот Алајдин Демири, ќе искористам една негова квалификација која што ја даде во медиумите веднаш по организирањето на оваа влада. Вели, ако немате претходна анализа каде се злоупотребите и каде се проблемите, министерот, се мисли на министрите кои што сега влегува во владата, ќе биде само гостин во таа апаратура на министерството и нема да може ништо да направи. Значи, дали имате вие анализа злоупотребите и дали имате дали ќе има обид да се направи нешто во таа смисла што секако понатаму и ќе резултира со поправање на состојбите пред изборите? Дека анализи кај нас во партија има анализи, меѓутоа тие се анализи кои што ние сме ги правеле без, видете, во државата вас ви е толку комплицирано да дојдете до основен податок. Во денеска за буџет, например, упорно основни податоци не знаеме. Од позиција на министер, таму каде што велам, имаме некакви анализи, меѓутоа тие анализи ќе треба да ги провериме колку реално се точни во моментот кој ќе влеземе во овие министерства. Во моментот кога ќе ги потврдиме тие анализи, а не знаеме дали ќе бидат точни или нема да бидат точни, тоа ќе утврди која ќе биде насоката која што ние ќе треба да ја превземеме од внатре да действуваме. Делумно она што ќе знаеме дека нема да се случува, самиот факт дека Министерството за внатрешни работи нема да биде МВР, ВМРО, мислам дека ќе биде за поздравување и чекор поблиску до демократски избори. Самиот факт што медиумите одеднаш ќе имат простори за нас, пошто на минатите избори нема простор, ние не можевме никаде простор да добиеме кај медиумите. Покажува дека тие избори ќе бидат поинакви. Фактот дека ќе имате нов избирачки список покажува дека тие избори ќе бидат поинакви. Дали ќе биде се како што треба, не можеме да тврдиме. Значи не знаеме. Ермира, вие рековте дека извештајот е токму патока за работата на техничката влада. Значи, кои би биле чекорите што ќе покажат дека се исполнуваат сугестиите во овој извештај? Например, што би можел да направи министерот за правда и дали има волја нешто да се направи во рестоварувањето на судството од политичкото влијание, што е една од клучните забелешки каде што имаме оценка на задување. Да, јас кога бев во ова студио некаде во јуни, тврдев дека преодната влада ќе треба да има лимитиран мандат за да обезбеди организирање и спроведување на фер и демократски избори. Меѓутоа, мислам дека всушност оваа транзициона влада треба да има малку поширок мандат,
главна и основна цел се разбира треба да биде организирање на фери демократски избори, меѓутоа фери демократските избори не подразбираат само 20 дена кампања и самиот ден на изборите. Мислам дека има доволно работи кои што може да се коригираат во институциите од сега па до денот на изборите и јас верувам дека тоа беше и целта на формирање на влада во која што ќе бидат вклучени и членови на Социјалдемократскиот сојуз, кои што нивните забелешки ќе можат да ги преточат во обиди за институционално коригирање на тие хендикепи или слабости кои што се дешифрирани. Мислам дека во оваа фаза многу клучна улога ќе треба да одиграат и некои тела кои што можеби не се директно зависни од контролата на извршната власт. Да речеме анкетната комисија во собранието, која што еве денеска имаше еден обид да се формира, можеби до крајот на денот и ќе ја имаме анкетната. Потоа независните тела кои што се листирани во извештајот, кои што мислам дека исто така има доволно простор и можности да се, не знам, да станат некакви активни чинители во тие обиди да обезбедиме некаква си подемократска и потолерантна клима на некоја си инклузивност на сите чинители, на сите политички партии со една единствена цел организирање на фери демократски избори. Мислам дека месеците кои што се пред нас ќе не стават сите нас пред некои сериозни тестови или еден крупен заеднички тест, а тоа е дали ќе успееме да создадеме демократска клима како предуслов за демократски избори. Да, меѓутоа вие доаѓате од ДУИ, ако може да ни кажете дали ќе има исчекор во вашата партија која што е владин партнер, вие изјавивте јас да бев на место на премиерот после овој извештај ќе поднесев оставка, меѓутоа тоа следниот чекор е веднаш веројатно и владиниот партнер се наоѓа во истиот кош во она што е ваша перцепција за вината. Значи, дали имавте анализа во рамките на партијата сите и господинот Бесими и сите од вашата партија се согласуваат дека ова е многу објективен извештај на Европската комисија? Дали јас мислам дека ние, нашите функционерите на мојата партија се целосно свесни за чувствителноста на процесот и за сериозноста на забелешките и верувам дека сите тие се подготвени и посветени во периодот што следува сериозно да работат во гарантирање дека овие забелешки и овие препораки се материализирани. Мислам дека тоа е целта на фактички сите оценки или пораки кои што ги слушам деновиве од функционери од мојата партија, кои што всушност се согласуваат дека извештајот е објективен. Ако вие препознавате и признаете дека извештајот е објективен, тогаш јас верувам дека се согласувате и да ги преземете обврските кои што се препишуваат конкретно на ресорите со кои што раководат. Сега ми одговоривте како Ермира Мехмети, висок партиски член на ДУИ, можеби по известно време ќе зборувате во лично име, нешто поинаку ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Александар, експертите ја нарекува владата хибридна влада. Можеме да претпоставиме што се тоа имплицира, на вистина е нешто не вообичаено во нашата политичка практика. Според вас, што може оваа така наречена хибридна влада да направи до 24 април? Ако се има предвид дека она што треба да се случува пост изборите, а тоа е обезбедување на елементарни услови за повторување на препораката, тоа значи дека европската агенда се уште останува приоритет. Значи ова е тест наредниве 6 месеци да дознаеме дали Македонија има европска агенда наредна година. Оваа година немаше. Значи, да, тоа разногласие партиско, не државно се случи и со овој извештај, каде што имате вице-премиер за ЕУ, кој што го кажа она што го кажа веќе господјата Мехмети, и потоа имаме премиер кој ја сврти целата таа дискусија во еден сосема друг правец. Дефинитивно, под притисок на политичкиот договор, Македонија оваа година досието и се чита. Значи немаше европска агенда и со тоа изостанува и препораката оваа година. Може да се направи. Да, никој не очекува од Република Македонија за 6 месеци да има совршено досие во реализацијата нитните реформски приоритети, бидејќи задира во еден куп
клучни работи поврзани со политичките критериуми. Друга работа, ако го земеме новиот пристап на Европската Унија, односно Европската комисија, со оваа стратегија за проширување, таму јасно се кажува дека до крајот на мандатот на оваа комисија ќе биде враќање кон основното, fundamentals first, што значи дека ќе се очекува напредок во 6 клучни области, од кои 2/3 се однесуваат на политичките критериуми, владење на правото, борба против корупцијата, подобрување на ситуацијата во судството и така натаму. Она што конкретно може да се случи, бидејќи се врзува околу изборите и е во функција на изборите. Тука е слободата на изразување, фер, транспарентно информирање, што нели очекуваме секој момент да се договори во рамки на политичката група која преговара. Што е клучно значење за да може граѓанинот да добие можност на вистина да е информиран прв рак. Информиран пред да излезе така. Потоа соработката на тие независни тела, што веќе ни се неколку пати ни се повторува, тоа не зависи од извршната власт. Значи советот на судскиот совет, советот на јавни обвинители, тие тела кои си имаат своји ингеренции тука се за да го гарантираат уставот и им служат на граѓаните со тоа што ќе обезбедат независно правосудство, мора да си ги исполнуваат своите функции. Мене единствено тоа што ме загрижува е тоа, бидејќи тоа го дискутиравме пред емисија, деновите нова собрање се изброени. Значи мора да се распушти моментот кога ќе се распишат изборите. Затоа тука ние како граѓански сектор цениме дека имаме клучна улога да го вршиме нашиот притисок и кон тие пратеници кои биле, односно се политичари, нормално према владата со наши анализи и наши препораки за да можеме да го задржиме овој процес жив. Битно е тоа што другиот ден после изборите, ако се оценат услови кои досега биле оценувани и се сметаат дека се фактички придонесуваат кон уназадување на состојбите во владење на правото и дека тој изборен циклус е признаен од сите политички партии, тогаш можеме навистина да се надеваме дека може комисијата да го разгледа нашето досие за наредна година. На тие состаноци каде што секогаш сме повикували, значи и во Комисија за европски прашања и Националниот совет за евроинтеграција, кај председател и подпредседателот Бесими, што е добро, бидејќи тоа не беше случај пред само 2 години, тоа не беше случај, повеќе беше проформа, сега гледам дека има некоја доза на искреност и сметам дека во знакот на градењето на европската агенда за наредна година сме тука со отворени раце да помогнеме. Ем со нашите анализи и препораки, ем тука заедно да го помагаме процесот и пред се да го следиме и да информираме јавноста за тоа што е направено, што се прави и што е она што треба дополнително да се направи. Веројатно и дојдено времето конечно да се уважи значењето на овие експертски организации како што го уважува и извештајот на Европската комисија за придвижувањето на демократските процеси во Македонија. Следно прашање Никола Спировски. Препораката за сега ја имаме каква таква, но дали сметате дека понатака е можно да се случи преседан и ние да ја загубиме таа препорака, затоа што не верувам дека саботажите кои власта ги прави на она што значи имплементација на договорот од Пржино ќе престанат и покрај влезот на СДСМ во власт. Сметате ли дека е можно да се случи таков преседан? Само ќе ми дозволите една реченица. Никола вели саботажите на ВМРО ДПМН, доколку имавме представник тука од таа партија, сигурно немаше да се согласи со таква квалификација и ќе имаше можност да ги каже своите аргументи. Ние се обидовме да обезбедиме представник на владачката партија во оваа емисија, не успеавме. Меѓутоа, емисијата Отворено е навистина отворена и за учеството на представниците на власта, кое што е навистина пожелно во овие тешки моменти за државата. На прашањето на Никола, кој би почнал? Господја Димова, повелете. Значи, дали може да изгубиме препораката? Може. Значи, многу е јасно. Пишува дека мора да имаме фери демократски избори, за да може да се обнови препораката. Што тоа ќе значи, тоа е веќе тема за која што ќе бара многу поширока елаборација. И не знам дали е сега згодно да почнеме да елаборираме околу тоа што ќе значи ако изгубиме сега препораката. Затоа ќе имаме и конкретно прашање понатаму. Мислам дека повеќе, Никола, поправиме ако не сум во право, е прашањето како би се справиле со евентуалните можни закочувања на целиот процес. Дека јас ќе се согласам со вас, бидејќи ако реално гледаме што се случува и како се пробиваат роковите, освен едниот рок, а тоа е рокот за избор за специјалната јавна обвинителка, практично сите други рокови се пробиени. И ако се сеќавате првата изјава која што ја даде, премиерот Груевски веднаш после тоа беше дека они се многу задоволни затоа што ја зацементирале
датумот 24 април. Тоа ви покажува дека веќе има притисок. Значи, притисокот доаѓа и од страна на СДСМ, меѓутоа и од страна на меѓународната заедница. Јасно е дека за да имате фери демократски избори, некои основни работи мора да се завршат. Ако тие основни работи не се завршат, до 24 април, ние веруваме дека може да се пролонгира датумот. Ние веруваме дека и во тоа може да ни помогне и меѓународна заедница, затоа што џабе ќе одиме повторно на избори ако сите работи не се завршиле онака како што го предвидува договорот од Пржина. Така што одговорот е да, ќе има веројатно сопки и се надевам дека скоро ќе им стане јасно на луѓето од ВМРО ДПМН дека колку повеќе тие сопки ги поставуваат, толку поголема е шансата дека можеби и датумот да се помести од 24 април, иако премиерот Груевски сега многу задоволен што го зацементира. Значи не случајно е тој датум одбран како 24 април. Има рокови за кои што треба да се завршат тие работи. Ако се пробиваат роковите, и крајниот датум треба да се одложи. Мира? Па јас мислам дека во периодот што следува ние ќе ги гледаме тие партиски превирања и аргументи и контрааргументи, се разбира и со доза на меѓусебно обструирање. Но тоа што ми дава оптимизам е што тој процес ќе биде во рамките на институциите. Значи, за разлика од нешто што на почетокот на летото беше квалификувано како евентуална граѓанска непослушност, кампови пред институциите, протести и така натаму, сега може да тврдиме дека имаме некоја институционална рамка во која што политичкиот диалог прво ќе функционира во собрание, веќе гледаме некои знаци на тој диалог, и второ ќе функционира и во рамките на владата. Мене ми е сосема јасно дека тоа не е ниту едноставно, ниту е лесно, затоа што сепак говориме за политичка партија и политички лидер и премиер кој што веќе 9 години владе без некаква потреба или чувство на отворање кон диалог со останатите чинители во општеството. Се разбира, таа транзиција и трансформација нема да биде лесна. Одеднаш сваќате дека всушност Министерството за внатрешни работи треба да е институција која што ќе гарантира дека во државата владее правото, а не спротивното, не е институција која што механизмот на присила го вложува во гарантирање дека волјата на партијата се материјализира во институциите и во општеството. Таа трансформација нема да биде толку едноставна колку што можеби тоа се тврди во моментот или се замисла во моментот кога се носат определени законски решенија или пак договорот од Пржино. Ако служи за некакво искуство времето кога се носеше рамковниот договор, мислам дека јавноста се сеќава колку тој процес беше тежок и какви се беа обструкциите. Можеби контекстот беше поинаков, но крупната реформа за која што требаше да се заложи политичката елита и државата во општо предпоставуваше, односно значеше дека треба нешто повеќе да вложите. Значи, тука веќе не говориме за некакви тесно партиски или пак лични интереси, за некакви си, како ги викаат, само лични превирања, туку тоа е нешто по-големо и по-суштествено. Сепак сте оптимист. Александар? Ја би сакал само да потсетам на контекстот, бидејќи некогаш забораваме колку ние како држава сме сменети од потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, на колку и Европска унија е сменета. Во тој момент Македонија успеа како прва земја од регионот да потпише спогодба за стабилизација и асоциација, а додека сега во 2015 година на регионалното огледало, согласно новиот пристап на комисијата, Македонија во делот на политички критериуми е шеста, односно последна. Тоа значи дека овде е тема, особено последниве 2-3 години, нешто за што може да се капитализира на политички поени. Европската унија се соочува со огромни проблеми. Да не забораваме, значи од економската криза моментално се соочува со хуманитарна бегалска криза, за што како тема во Македонија воопшто не се ни дискутира, се додека
не се појави на телевизија некоја акција или нема реакција од страна на државни представници. Македонија се соочува да биде преседан во процес на европска интеграција, бидејќи, како што видовме оваа година, ако имаше најави за одземање на препораката, бидејќи такви механизми внатре не постојат, комисијата се одлучи на еден ваков пристап, играјќи и правејќи компромис од тоа што е фактичка ситуација, и со тоа јас замрзнав препораката, но давање стимул за реформи. Бидејќи не е идејата да се остане на оваа позиција, ова статус кво што се соочуваме сега, бидејќи ова не е криза што се створи оваа година. Значи, ова е криза од настаните на 24 декември, кои нели се референцирани во итните реформски приоритети, и тука апел до двете пратенички дефинитивно треба да имаме разршница внатре, бидејќи тие се моменти кои не ја одликуваат демократска земја, не ја одликуваат земја која сака да биде дел од Европската унија. Она што може да се случи се две сценарија. Значи, по денот на изборите Европската комисија да се појави со сопштение, да ги оцени на тој начин како што ги оцени. Ако смета дека се има доволно направено, тогаш во рамки на своите механизми претпоставуваме дека ќе подготват некој си мини прогрес репорт, со кој што понатаму ќе се ефектуира препораката и ќе може веќе на Совет на министри во јуни да се дискутира посериозно за Македонија. Негативното сценарио, а мислам дека оваа година ќе не гледаат малку под лупа, баш под лупа. Построго. Да, един прв реален момент кога комисијата и кога институциите на Унијата можат да се навратат на Македонија, тоа ќе биде октомври или како што беше годинава ноември 2016 година, што значи губење на цела една година. И знаеме, и можам тука и експертски академски да дискутирам, колку повеќе сте во процес кој нема ефект, толку повеќе се разводнуваат административните капацитети, толку волјата за реформи. Тоа е некаква ситуација на лебдење, значи нема да биде одземена во лошиот случај, туку ќе системот, оној систем кој е воспоставен во Македонија да го води овој процес, иако е веќе поприлично еродиран, се соочува со понатамошна еродација, губење на експертиза и потоа веќе запаѓање во некој лимбо од кој нема крај. Значи, потоа ќе се треба да се чека нека сосема нова генерација да дојде и од почеток да го почне процесот да го води напред. Имате нешто да додадете? Ако смеам да не се согласам со делумно. Мислам дека до некаде имате право, доколку изборите во април повторно не го донесат Груевски, дека ова ќе се случи. Меѓутоа, ако дојде до промена на влада, и ова не го зборувам за само промовирање, ако дојде до промена на влада, мислам дека нема на тоа да остане. Дека нема да чекаме до октомври, доколку уште во април месец веќе ќе имаме нешто на поведок. Меѓутоа тука дискутираме дали ќе се исполни условот на фер, регуларни, кредибилни избори, не кој ќе биде на власт. Тука такво нешто воопшто не се спомнува, туку не затоа што не зборуваш он затоа што губиме време. Не. Во случајот за Никола, сакаш нешто да додаде? Господјо Мехмети, спомнавте анкетна комисија како начин на разрешување на оваа ситуација. Стварно мислите дека една собраниска анкетна комисија може да помогне, имајќи ги предвид предходните случаи кога тотално тие собраниски комисии се покажале како промашување? Па се согласувам. Поаѓајќи од она Черчилова дефиниција, нели? Не, поаѓајќи од таа Черчилова дефиниција, тогаш веројатно тие работни групи што го напиша или го составија договорот од Пржино не ќе требаше да се усогласат воопшто за таква комисија. Јас поаѓам од таа некоја основа дека формирањето на анкетната комисија всушност е дел од обврските од Пржино, е дел, ако не се лажам, и од забелешките во извештајот на Прибер, но исто така и дел на извештајот за напредокот на државата. Значи, оваа година експертите тоа го знаат подобро, јас го читам повеќе политички, но мислам дека методологијата како е пишуван и составен извештајот е поинаков од минатите години и првпат мислам дека има и подцртани графи во кои што стојат поитните работи што треба или задачи што треба да се исполнат и анкетната комисија или анкетните комисии се ставени во делот кој што говори за слабостите на владењето, односно на функционирањето на владата. Јас во една од бомбите слушнавме како се диригира работата на
на една од тие комисии, чинам беше за случајот Меѓутоа, ова е една вонредна ситуација и еден договорен начин да се најде излез, да се најде излез од таа ситуација. Јас сум оптимист за успехот на договорот, затоа што мислам дека тој е меѓународно гарантиран. Не се сеќавам кога последен пат Република Македонија имала толку активна меѓународен придонес, да речеме, не само во мониторирање, туку во гарантирање дека се спроведува и се почитуваат роковите. Одиме на прашањето на Деја Здравковска. Кои би биле конкретните макроекономски последици од губењето на препораката? Во име на гостите, не се работи за економски експерти, меѓутоа убедена сум дека ќе имаме некаква проценка. Вие ќе го почнете одговорот на ова прашање, повелете Александар. Благодарам. Ние во Институт за европска политика уште во 2012 година, кога оочивме дека има поприличен застој во процесот на европска интеграција, сакавме да изработиме на студија која се викаше цената на неинтеграција, или на англиски the cost of non-integration. Повеќе да се бавиме од аспект на економска анализа, што би значило во оваа фаза доколку се изгуби препораката. Тука треба да се навратиме многу уназад, бидејќи она што макроекономски земјата ги има како придобивка е потпишувањето и спроведувањето на спогодбата за стабилизација и асоциација, која и понуди на земјата пристап на пазар од пола милиарда жители. Иако, нажалост, втора фаза на спогодбата за стабилизација и асоциација не стапи на сила поради блокада на одредена земја членка, сепак ценам дека тој сегмент и тие придобивки што земјата ги доби тогаш придонесе кон унапредување на макроекономската ситуација. Читајќи анализата на економски критериуми оваа година, би сакал да го врзам со два клучни аспекти. Значи, тоа е што макроекономијата и добивањето на постулат на пазарна функционална економија не се гледа само низ призмата на економски индикатори, туку се врзува со владење на правото. Нешто што мислам дека како тема и како дебата недоволно се отвори. Значи, Европската унија ова прашање го третира како двете страни на паричката. Она што многу се забележува во овај извештај, и не е тоа само констатација на Европската комисија, туку претходеше извештајот на Светска банка, каде што се укажа на неколку клучни работи, а тоа е фискалната дисциплина, која првпат оваа година беше оценета со уназадувачки карактер, значи дека земјата уназадува во управувањето со јавните финанси и менеџирањето со јавните финанси и фискалната дисциплина. Она што го видовме како анализа што следеше овие неколку дена е вртоглавото накачување на јавниот долг, каде што веќе Македонија ја систематизира негде на средина на скалилото од помалку или повеќе задолжени земји на европско ниво. Дефинитивно се укажува на други структурни слабости кои придонесува земјата да не може да добие верификацијата од страна на комисијата дека станува збор за функционална пазарна економија, што сметам дека е анализа сама по себе, зошто тие структурни проблеми воочени изминативе 5-6 години не го даваат бараниот резултат, но сепак она што меѓународните извештаи кои и самите и пратеници, и представници на власта сакаат да ги цитираат и се повикуваат на нив, укажува дека на долг рок, односно на среднорочен план, не можат да придонесат кон унапредување на макроекономските ситуации. И сега, во случај да во негативно сценарио, прашањето е какво е? Дефинитивно има влијание. Значи не може да нема влијание бидејќи македонската економија е поприлично интегрирана во Европската унија. Значи најголем трговски партнер е Европска унија со земјите членки на Европската унија. Рейтингот што самата земја го добива од меѓународни кредитни организации и го верификува статусот, зависи чита дека е земја кандидат за членство во Европската унија, дека има препорака за почеток на преговори, и кога тоа се одзема и доколку тоа не се ефектуира, дефинитивно навлегува вон пред се имиџот кој земјата го има пред меѓународните кредитори, а потоа и регионално и на европско ниво. Значи, ако ја споредиме сегашната стратегија со ланската стратегија што ја доби Македонија, има
неколку работи во делот на економијата зборуваме. Има неколку работи кои што се многу битни. Прво, лани, односно до сега, значи до овој момент, до добивањето на оваа стратегија, се зборуваше за economic governance, значи за економско владење. Под економско владење не се подразбираше економски развој, туку се подразбираше повеќе како се трошат јавните средства. И сосема беше логично зошто Европската комисија, Европската унија бараја транспарентност во трошењето на јавните средства, ако се води сметка на фактот дека практично транспарентноста треба да е врзана и со програмирањето на ИПА двојката, која што пак како ИПА двојката има секторски приод што бара повеќе годишно буџетско планирање. Значи се се врзуваше околу јавните финансии. Сега со оваа стратегија гледаме еден пристапот малку се видоизменува. Тоа не значи дека не е битно транспарентното трошење на парите, меѓутоа станува јасно и очигледно дека и економскиот развој е битен. И затоа се отварат и некои нови инструменти кои што нели сега ги гледаме. Тие нови инструменти покрај ИПА двојката се и програмите на Унијата, каде што имате позначително големи средства кои што се стават на располагање на државите, како што е Македонија, нели како држава кандидат. Например, само во Хоризонт програмата таа тежи околу 80 милиарди евра и сега вие тука од таа програма можете и за истражување, меѓутоа имате и за фирми, за мали и средни предпријатија, можете да повлечете пари од тука од ваквите средства. И исто така Европската инвестициска банка се појавува како институција која што е многу битна. Реално ако зборуваме не е битно колкав ви е вашиот јавен долг, туку битно е за што сте задолжени. Дали сте задолжувате за правење споменици или се задолжувате за гасификација во државата. Тоа е една работа што е битна. Втора работа е кај колку се задолжувате. Дали тоа задолжување оди во Deutsche Bank, кај комерцијални банки, каде што каматата е 5%, или ќе биде во Европска инвестициска банка, која што е специфична банка и пред се, значи има мисија своја, таа мисија е развој на Европската унија и вас ме света како ве смета како дел од таа Европска унија. Значи вашиот рейтинг расте во ликот на инвеститорите и постои голема веројатност дека ќе привлечете многу повеќе средства. Исто така има и уште еден трет инвестициски инструмент кој што е инвестицијската рамка на Западен Балкан, каде што очигледно во последниве 2 години веќе нови средства влегуваат во овој финансиски инструмент. Голем дел од тие средства се наменети за млади, мислам штета што не е емисијата наменета за тоа, меѓутоа младите се исклучително битни, до 2020 ќе бидат третирани и една од инструментите што ќе се користат ќе биде токму и преку ова инвестициска рамка. Чи сите со овие работи кои што ние едноставно ќе ги немаме, ако немаме препораката. Накратко кажано. Друга работа што треба да споменам, во извештајот не знам колку забележавте, меѓутоа Македонија повторно се покажа дека не знае да ги користи европските пари и дополнителни средства имаме изгубено, дополнителни 33-4 милиона евра се изгубени од ИПА-1 и ако на тие ги ставите предходно што ги изгубивме 60 и кусур милиона, значи од 620 милиона евра кои што вас би биле на располагање, за сега, значи 100 и кусур милиона ние веќе ги враќаме во Брисел. Значи тоа се пари кои што се грантови, не се кредити. Кои што може да се искористат доколку имате да дополните не. Не, јас само сакам накратко да забележам дека кога вие како држава се наоѓате во еден период на циклични кризи, во кој што нито едно парламентарно мнозинство од 2008 практично до денес не успева да го заврши мандатот и постојано се распушта собранието, се има предвремени избори па нова влада, очекувано е тие средства и тие финансиски инструменти да не може да бидат искористени до крај, бидејќи администрацијата е фактички тој сегмент во кој што најмногу се одразува таа политичка криза. Тие се постојано во некакво си очекување што ќе се случи и како ќе се случи. Што од друга страна говори за таа тесна поврзаност и зависност помеѓу партијата и државата, но за жал тоа е нашата реалност во моментов. Јас денеска го слушав вице-премиерот за финансии кој што го образложуваше буџетот и единствената реченица што ја меморирав затоа што се согласувам целосно, а тој конечно самиот си го призна тоа јавно,
вели дека во следната година се очекуваат поголеми инвестиции затоа што се очекува поголема политичка стабилност. Мислам дека е прв пат да чуеме од висок функционер на ВМРО-ДПМН да признае дека всушност станува збор за една сериозна политичка нестабилност во државата, која што има свој одрази во макроекономската стабилност и во прашањето на економскиот развој. Добро, резонот на господин Ставлевски можем да предпоставам што е да не бараме значење. Јас она што сакам да го изанализираме тука е да се вратиме на она што е работа на политичките фактори во државата, она што преостанува како работа за да можеме да дојдеме до тој позитивен извештај од Европската комисија. Значи дел од она што се договараше во пржино е усогласено, во собранието помина, меѓутоа станува збор за решенија кои представуваат некаков компромис околу кои ние имаме право вие како представници на политички партии, вие како експерт да дискутираме колку овие договорени решенија на вистина гарантираат надминување на проблемите. Нели се работи за изборниот законник, за законите за бомби, за заштита на укажувачи, законот за влада. Вие имавте една забелешка дека сите измени кои што се усвоија околу изборите ви личат формални и на вистина имаше голема дискусија во јавноста околу тоа дали ќе се смени, дали ќе се работи за отворени листи за една изборна единица. Тоа не се случи. Имаше надежда дека ќе се случи како еден начин граѓаните на вистина да гласат за тие што на вистина ќе заслужат да го добијат претеничкото место. Значи прашањето ми е колку договорените решенија досега гарантираат намирување на проблемите. Вие можете да прокоментирате она што ви оставило впечаток. Ермира? Јас повторно ќе се навратам на тоа што го кажав малку порано. Му дадов поддршка на процесот од пржино затоа што тој го врати процесот во некаква институционална рамка. Затоа што политичките лидери конечно се издигнаа над сопствените суети и седнаа да преговараат, односно разговараат за она што беше ставено на маса, тоа е фактички иднината на државата или беше иднината на државата. Од тие причини и понатаму го поддржувам процесот. Се разбира, имам своји забелешки кои што сум ги кажала јавно и во собрание одговорница и на најразлични форуми и формати. Значи не е работата да шириме нели нешто што би било дефетизам. Меѓутоа еве кај изборите со овие решенија што се изгласа, ние не можеме да гарантираме дека нема да има заплашувани граѓани. Јас своите забелешки што ги кажав и дента кога се гласаше изборниот законник и понатаму стојам на тој став, дека за жал се чини дека целото внимание беше посветено на составот, односно рекомпонирањето на Државната изборна комисија, начинот како ќе се бираат членовите и дел од обидите да се прочисти избирачкиот список, но како да не беше доволно внимание посветено на едно битно, клучно прашање. Што правиме со кодексот на однесување на именуваните функционери, односно избраните потоа од новото парламентарно мнозинство. Прислушкуваните разговори тоа го доведоа во површина како носители на јавни извршни функции пред се ради власта, ради моќта, злоупотребуваат со собствените привилегии и можности и практично си се однесуваат така како што сакаат. Тоа дали сметате дека е оставено на таа добра волја на која што се инсистира постојано во договорот од пржина и како ќе? Да, мислам дека тоа е оставено на некоја добра волја и мислам дека можеби Социјалдемократскиот сојуз водејќи се од не знам, амбиција, како да ја наречам, за победа на изборите, можеби дозволи таков пропуст, но еве, да не бидеме песимисти, да дадеме шанса, мислам, на договорот да ги даде своите ефекти, понатаму да ги оцениме уште еднаш. Се надевам нема да биде предоцна и нема да се согласиме сите дека всушност договорот не ја постигнал собствената цел. Сакам да Четворица подписници има тој договор меѓу нив и дуи да нели кога велиме пропуст на една или на друга партија.
Господја Димова, можете вие, бидејќи на вистина немаме многу информации од тоа што се преговара во Пржино, значи еве за ова што е досега усогласено, како се водевте во формирањето на компромисите, можете вие да ни кажете нешто за да не охрабрите дека на вистина ќе отидат процесите напред? Јас лично не учествував во преговорите на преговорите во Пржино и тие се одвиваа онака како што се одвиваа, нели, инаку нема да бидат преговори. Меѓутоа, во однос на она што е договорено, можеме да споменаме една работа, што сметам дека е различно од сите други обиди да се дојде до фери демократски избори во минатото. Ево, ако земеме минатата година, исто така седнавме, нели, дискутиравме, го сменивме изборниот законник со консензус до некаде. Меѓутоа, реално, кога дојде време да се оди на избори, видовме дека тоа во практиката не функционираше. И сега, ако од овде ја извлечеме лекцијата дека нас не ни е проблем да го договориме законот, доколку ни е проблем да го спроведеме, тогаш она што суштински се менува сега е тоа што имаме помошта и поддршката на меѓународната заедница. Но, минатата година и сите други изборни циклуси, они беа тука во рок од 10 дена, евентуално една недела, пред и уште една недела по изборите. Во тие 2 недели беа исклучиво присутни. Сега се подготвени на наше барање, од наше не мислам на СДСМ, туку мислам на граѓаните, значи и на институциите патем кои што учествуваат, сега се подготвени да бидат тука од самиот ден број 1, значи сите оние 100 дена наназад, да можат да ги следат работите, вклучувајќи го и рекламирањето во медиумите, да можат да бидат и на располагање за евентуално, ако треба да се реагира. Дали ќе имаме проблеми? Се разбира, јас убедена сум дека ќе имаме проблеми. Меѓутоа се надевам дека исто така ќе имаме и добри практики кои што ќе произлегуваат од овие проблеми во овој период. И да, извинете, ама мене ми е должност да бидам оптимист, затоа што на 24 април очекуваме дека ќе има различни резултати. Од самиот факт дека неодамна Светска банка излезе со податок дека 610.000 луѓе од Македонија се иселени. Па, видете, избирачкиот список не може да биде 1,8 луѓе, 1,8 милиона. Значи, кај се тие гласови? И ви кажу од самиот почеток дека со прочистувањето на избирачкиот список ние имаме зошто да бидеме оптимисти. Како ви ги оценувате овие договорени работи кои што веќе помина во собранието? Какви се вашите очекувања? Вашата препорака сигурно би била, нели, и она што преостана да помине како што треба, меѓутоа кои се вашите очекувања? Меѓутоа што преостана е да се направи договор за медиумите, оставката на премиерот Груевски 100 дена пред изборите, да се прочисти на вистина избирачкиот список и така натаму. Кога договорот пред 10 дена влезе во криза, во рамки на тој проект што го спроведуваме, организиравме јавен настан. Договорот е мртов да живее договорот, бидејќи во медиумите се појавија голем број нагласила да го прогласат или е договорот мртов или во крај треба да се спроведе договорот. Нашата позиција беше дека после подпишувањето на овај пржински договор нема враќање назад. Значи, она што е преземено како обврска во јуни и во јули, треба до крај да се испочитува и не случајно нема изјава која беше пренесена и од представници на Европската унија и другите спонзори на политичкиот договор, да не се повика дека договорот мора да се спроведе во добра волја. И тоа е повикување на лична одговорност, бидејќи чинителите кои го ставиле својот подпис на тој договор мора да го гарантираат без разлика колку имаме ние силна меѓународна и поддршка и спонзорство, дека сепак овде се кршат копијата и овде се донесуваат клучните договори. Да не заборавим, до пред објавувањето на извештајот ние не знаевме дали пржинскиот договор воопшто и ќе опстане, бидејќи некои истрча да го прогласат дека веќе не е активен, но за среќа во еден ден успеа да се договорат клучните прашања. Дефинитивно имплементацијата е клучниот сегмент и она што треба да резултира до конечно спроведување на изборите, бидејќи нели крајната цел на договорот е реализација на изборниот процес. Но она што неколку пати се пропушти да се информира јавноста е тоа дека кога политичките партии го преговарале договорот, значи има дадено целосно признавање на извештаите кои беа испродуцирани од страна на комисијата во ек на кризата. Значи тоа беше извештајот на Прибе,
кој фактички даде фактографски преглед на се она што е рак рана и на кој се базира на кој се базира, бидејќи комисијата официјално не го взеде тој документ, но доколку се отвори извештајот, цели делови се ископирани. Да. И само за споредба, извештајот на Прибе беше само верификација од меѓународен фактор. Она што граѓанскиот сектор и активистичките организации во Македонија години уназад се повикувале и го информирале, само сега беше систематизиран еден начин и беше удран печат на комисијата. И друга страна, итните реформски приоритети кои треба да ја дадат европската агенда на Македонија, бидејќи нажалост, во ситуација на статус кво со кој сме соочени, првенствено поради нерешениот спор со Република Грција и потоа ланскиот, ајде условно кажано, позитивен услов со понатамошни реформи и кумулативната препорака, па се до оваа година каде што веќе изречито се кажува дека има сериозни дефекти во областа на владење на правото и демократијата, не ни остава простор да не се спроведе она што е веќе гарантирано со Пржинскиот договор. Тука сме ние да дишеме во врат и да коментираме за тоа докаде е спроведувањето на договорот. Иако се можни такви ситуации сега може да пропадне договорот, нели да се изјави такво нешто, меѓутоа сметате дека тоа навистина не може да се случи. Ја слушаме Ана Нешовска со нејзиното прашање. Микрофонот. Здраво, би сакала да го поставам прашањето. Земајќи предвид опасноста да изгубиме препораката, која што за сега се дискутираше дека е многу реална, што мислите како би бил развојот на политичката ситуација внатре во Македонија после тоа условно губење на препораката? Александар. Не би сакал воопшто да размислувам во тој правец како некој кој... Меѓутоа стравот меѓу граѓаните по прашањата го гледаме дека е... И реално, значи, како преголем евро оптимист, сега веќе сум малце тој оптимизам, ентузијазам ми е поприлично навален, но сепак сакам реално да ги гледам работите и сепак би се повикал на таа некоја колективен разум кој треба да превладее и сите ние како општество да ја фокусираме нашата енергија во реализација на оваа стратешка цел. Процесот, значи препораката и процесот на преговори се само инструменти. Крајната цел е земја способна да се носи со предизвиците и обврските од членство, нешто што мислам дека секој еден граѓанин сака да ја види својата земја. Многу ми е криво што тој некој си евро песимизам последниве неколку години беше протнат во тие мејнстрим медиуми како начин и како одговор на тоа дека дел од реформите кои оваа земја треба да ги направи се некое барање од Брисел, но доколку ете се чита извештај и се отвори некоја поширока јавна дебата, нема тема во областа на демократија и владење на правото, заштита на човековите и темелните права, што не задираат во секојдневниот живот на граѓаните. Добро, се е тоа така. Меѓутоа, ќе ми дозволите, таа фрустрација произлегува од таму што ние 6 години поред добиваме препорака за почеток на преговори, која што не се ефектуира, не ги почнуваме никако тие преговори. Јас сакам да ве прашам, оно што го забележав оваа година е изјавата на Јоханес Хан на неговата пресконференција, кој рече доколку се исполнат условите кои што се дадени во овој извештај и имаме фери демократски избори, тогаш ние ќе треба да испорачаме. Мислите ли дека мислеше само на позитивна препорака која што пак нема да се знае како ќе се ефектуира дали или не понатаму, или е можен некакво придвижување на следниот проблем што не чека после завршувањето на нашата политичка криза, тоа е решавањето на прашањето за името. И покрај тоа што вие во вашиот извештај оваа година велите дека во последниот извештај на Европската комисија најмалку простор е оставен за ова прашање. Има една куса назнака итно да се реши, меѓутоа најмалку се зборува за проблемот меѓу Македонија и Грција. Значи, дали може да се надеваме, доколку се биде во ред, на навистина отварање на преговорите, односно ефектуирање на оваа евентуална препорака година? Иако не е доволно елабориран и спомнат како проблем, тој проблем е дел од политичките критериуми и е една од причините зашто Македонија не можеше да ја ефектуира препораката и да ги отпочне преговорите. Ценам дека овој период треба да се искористи и да се отвори ова прашање понатаму, особено во рамки на европските институции, бидејќи самата Европска унија ги повика земјите членки поактивно да бидат вклучени во изнаоѓање на решењето, бидејќи без тој проблем и без согласност на Советот и 10 препораки за членство нема да значат ништо. Би сакал да дел од мојот одговор да го завршам на позитивна, вредносна нота и да
Ете, посакам тој циклус до април да се заврши позитивно, се со цел Европската комисија да може да го представи досието на Република Македонија во пред европските институции и да побара пред се барем отварање на аналитичкиот дел од преговорите, а тоа барем отварање на скрининг процесите за клучните прашања. Тимо? Исто, значи искуството покажува дека кога Европската комисија сака, тога знае да биде и многу креативна, ево, неколку процеси се движат, се случуваат. Тие процеси може да бидат нели консолидирани, може да се случи да започнат некакви процеси на преговори. Лично сум убедена дека Хан, неговата изјава што е дадена, дека беше искрена и дека навистина ќе се обиде да направи, јас тоа го толкувам дека практично притисокот на Европската комисија тогаш ќе се насочи кон Грција. Значи, ние испорачавме и сега притисокот ќе треба да оди на другата страна. Ако забележувате, значи, кога комисијата сака да биде креативна, може да смисли многу начини како. Можат во името на бегалската криза да кажат дека мора драматично е итно, сега во моментот поглавје 24 да се отвори, бидејќи е кризата во прашање. А 24 без 23 не можете да го отворите. Тоа значи дека може да инициирате скрининг процес. Значи се има еден куп работи кои што може да се случат, меѓутоа условот е ние да испорачаме, ние нашето да го испорачаме. Так. Ние мора да имаме фери демократски избори во април месец. Ермида? Па јас само да се надоврзам на ова што веќе го кажа соговорниците. Мислам дека ние имаме конкретен пример во нашата институционална меморија. Комисијата како замена на отварање на преговори ни го понуди високиот предпристапен диалог пред неколку години. Тоа беше фактички идеја да се води некаков процес во услови кога нели има назадување во реформските процеси и се разбира во услови на целосна блокада во однос на решавањето на спорот со Република Грција. Тоа само како еден пример. Јас мислам дека во услови кога гледаме во Европската комисија еден возобновен процес на стимулирање на државите од Западен Балкан за да се придвижат напред, а тоа е Берлинскиот процес, би било голема загуба, да не речам пораз, ако државата која што пред 10 години беше лидер во процесот, сега биде оставена надвор, односно и биде одземена препораката. Очекувам во периодот што следува една заедничка заложба во која што Европската комисија ќе ни го олеснува овој тежок процес на спроведување на реформите и се разбира успешно заокружување на фери демократски избори напролет, како можност или шанса понатаму да успееме да, како се вика, да добиеме повторно препорака, затоа што овогодинешната ја сметаме како замрзната, односно не препорака, само условена. Да, меѓутоа доколку е препознаен моментот дека е доволно ова стоење статус кво ситуација и доколку препознаат дека треба да се награди афинитетот на настојчивоста на македонските граѓани на вистина да бидат дел од... Јас мислам дека Европската комисија предолго ни прогледуваше низ прсти и предолго дозволи една држава со кратка демократска традиција самата да се соочува со демократските предизвици. Например, тоа не се случи во случајот со Косово и Србија, каде што ние видовме и лична заложба на леди Ештон да се доведе, односно да се успее со договорот меѓу Белград и Приштина. Се разбира тука квалификациите се дека тоа беше прашање на надворешна безбедносна политика, ова нашето е прашање на проширување. Без разлика се согласувам дека комисијата има доволно креативни можности и механизми за да изнајде таква формула која што ќе успее на држава како Република Македонија да ја помине, мислам да го помине овој тест на помирување на оваа екстремна поларизација и придвижување напред. Но јас од секогаш сум мислела и повторувам дека ние тоа не можеме сами да го направиме и оваа година мислам дека тоа најдобро или во најдобро светло го илустрираше тоа. Јас благодарам многу што бевте вечерва дел од Отворено. Ви благодарам, почитувани граѓани, и вам што учествувавте во оваа емисија.
А вие, почитувани граѓани, пријавувајте се на профилите на Отворено на социјалните мрежи Facebook и Twitter и на телефонскиот број кој го гледате во дното од екраните. Ова е ваша емисија и немојте да мислите дека не е битно тоа што го прашувате и дека никој не ве слуша. Напротив, ве слушаат особено сега и особено оние кои за само 5 месеци ќе ја побараат вашата доверба на избирачките места. Бидете активни, покажете во какво општество сакате да живеете. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.